Што чутите? Цела Битола има мака од него. Цела Битола има мака од човекот е со психички проблеми, со посебни потреби е човеков. Нека го затворат во Демир Хисар. Колку кривични дела бре има направено, колку жени прво има нападнато со шлакајнци, ги има плукано. И то на многу јаки луѓе во Битола му ја има плукано жената и ништо немате превземено за тоа. Власта ништо нема превземено, на колку јак човек, богат милиардер, му ја има плукано жената во Битола и властите ништо не превзедоја. Значи треба некој мене да ме отепа, да ме најде на улица да ме отепа и тогаш ќе превземите мерки вие. Така? Јас дали сум се коцкал или што и да правам. Тоа се мои пари честно извадени, на никој не должам, на никој не му сум должен, на никој не сум му зел пари присилно. Јас не знам од каде му сум долг, јас на Игор Ангеловски 10.000 евра. Добро бе, Рамон има објавено, ова го има објавено. Еве Рамон Ќазимов и Игор Ангеловски се заштитваат со ова изјава моја. Последно нешто размислувам да си стетовирам цел парче да се направам, да соберам екипа од 15-20 души, да си стетовират и тие цели парче да се направат, да ги плаќам по 700 евра месечно и да бидиме мафија и да тепаме се низ Битола. Лом све да правим. Еве, тие ова си го земат како закана кон нив. Каде јас ги спомнувам? Каде му спомнувам нивно име? Каде сум упатил директно закана за нив? Ај, јас си го кажувам ова јавно, си правам црн хумор, си се смеам, дека ќе направам екипа од 20 души, ќе се тетовираме и ќе се тепаме по Битола. И? Каде упатувам јас закана? Јас не ги кажвав долго време, ќутев од страв. Фамилијата моја да не му наштетат, над жена ми негде да не му наштетат, да најдат да му направат нешто на син ми, затоа што тој е непредвидлив. Тој со тетоважите Игор Ангеловски е непредвидливо лице и е болен од шизофренија. И пие многу јаки апчина за да се држи како што треба со мозокот. И јас цело време ќутев од страв, но не можам појќе, јас не можам бре, јас што му сум ја него да му давам пари. Јас не можам да се тепам, мене не ми доликува да се тепам со такви луѓе. Јас сум јавна личност и за мене е срамота да се тепам со такви луѓе. Има кој да се тепа за мене, уживајте, тој си ги спомнува на видеото. Вика, не можат да го заштитат ни тие што го заштитват. Па еве понатаму ќе си имаш проблем со нив, ќе ти се јават, ќе добиеш повик, ќе те викнат. Па кажи му го тоа во очи нив, па види како ќе решите проблемот понатаму, не знам. Вие си знаете, јас не се мешам, тоа не е дел од мојата работа. Јас си плаќам лично обезбедување да бидам заштитен од вакви монструми како тебе. Не си ме матретирал ти, мене само туку си матретирал, ја матретираш цела Битола. Секој едно казино има проблем од тебе, Моцарт најмногу. Моцарт во Битола не превзема никакви мерки, ги матретира сексите играчи во Моцарт казиното. Не знам што се случува со Моцарт, не знам зошто не му викаат полиција, зошто во Моцарт нема обезбедување во Битола казиното, што е под бензинската Битоил. Таму ги матретира сите играчи матер му ебава. На сите играчи матер со шлаканици, со клоци, му зема по 1000 по 2000 денари, ако не му дадеш доброволно. Ете са пример фати нека добивка и доаѓа тој како шериф и ти вика дај бе 1000 денари, 2000 денари и ти си должен да му дадеш на Игор Ангеловски. Ако ти не му дадеш на Игор Ангеловски и 2000 денари, тогаш ти ќе бидеш тепан со шлаканици. Моцарт казиното тоа добро го знае. Газдата од Моцарт казино или менаџерите од Моцарт казиното или вработените од Моцарт казиното да излезат јавно и да кажат дека се матретирани од Игор Ангеловски. Да, Моцарт казиното го заштитва Игор Ангеловски и полицијата во Битола го заштитва Игор Ангеловски, не превзема никакви мерки. Исто и против Рамон Ќазимов,
сум се пожалил, веќе ова ми е втор пат како што пријавува. Прво јас ги имам пријавено за изнуда на рекет, сега по втор пат ги пријавува мајка ми, кој што веќе влегува, беа на чекор да ми влезат во мојот дом. И еве по втор пат веќе ги пријавуваме, па сега ќе видиме што ќе превземат внатрешните органи во врска со случајот. Се надевам дека случајот ќе го решат, дека лицава ќе завршат зад решетки, затоа што искрено мене ми е страв да се шетам слободно со мојата фамилија надвор, со моето дете, со мојата мајка. Јас сум постојано во стрес заради тие лица кои што се на видеото. И јас заради нив не можам да си шетам слободно низ мојот град, роден град. Во Битола јас не можам да си шетам слободно за да не ми наштетат. Зошто сакат да ми наштетат? Дека имам пари и сакат да ми земат присилно пари 10.000 евра дека јас нив му борчам. Како му борчам јас 10.000 евра нив, не знам. Ми дојдоа дома, му патија закани на мајка ми, на сите. Јас не знам што би се случило доколку ме најдоа тие мене дома. Јас не знам што ќе се случеше со мене ако тие стварно ме најдоа дома. Тогаш сигурно ќе реагираја внатрешните органи ако бев претепан, искршен, вилици ако ми беа искршени, заби, ребра, глата ако ми беше дупната, нос скршен. Тогаш сигурно внатрешните органи на Република Македонија ќе реагираја. А тие треба да реагираат пред да се случи тоа. А ќе се случи со мене ако ме најдат по улица. Доколку се уште на слобода, после цело ова јавно што го кажувам и после сето тоа видео објавено јавно каде што му се заканват на мојата мајка, жена, тетка, таму. Не знам, ако се уште после ова на слобода, срам за Македонија. А ромите се затворени во затвор за кражба на една канта, од канта железна. Ромите ги затварат за шајка. Значи за 1 кило шајки да укради ром, му даваат година дена. А овој за јавно закана дека не може никој да ме спаси, дека ќе ми наштети, дека лом ќе ме направи, уште се на слобода. Сакаме јавно внатрешните органи да објават дека со иницијали дека Игор Ангеловски и Рамон Ќазимов, двете лица се приведени и задржани на разговор во полициска станица. Значи сакаме јавно да објават органите за внатрешни работи дека тие лица се приведени во полициска станица и е извршен службен разговор со нив, мада и да му акнете 30-дневен притвор не е лошо. Не е лошо. Да му се акне малце. Игор Ангеловски знае како е во затвор, ама Рамон Ќазимов не знае како е во затвор, а ако доколку падне у затвор, мислам дека отпосле кој ќе излезе, ќе биде мирен. Мислам, овој не може да биде мирен, затоа што овој е со тешка шизофренија, а Рамон Ќазимов, мислам, ако влезе 30 дена во притвор и после да излезе од таму, мислам дека ќе биде мирен и нема никој поќе да гиба низ град. Ќе биде многу мирен. Ќе биде таман направен како нов, одново ќе биде роден. Ритко искеширај 20 бона на некој дете му да ќе ги брат. Не знам јас, брат, не се расправам со такви работи. Не сум јас, брат, под тие во подземјето. Не знам јас како да платам луѓе да ги истепат. Не знам, стварно, јас пријавувам во полиција јас. Јас неам луѓе некој нив да ги тепат. Нема, тие се најаки во Битола. Тие што дојдеа на видеото. Стварно не знам јас. Со такви работи неам работа. И неам такви луѓе. Нема да превземат ништо, нема кој, не му можат ништо, многу јаки се. Тој така вели. Тој јавно си окажува дека не може никој ништо да му направи, тие многу јак. И стварно така. Да, а Игор Ангеловски го малтретира казиното Моцарт во Битола. Мама нема да излезат јавно да кажат вработените и играчите во Моцарт, затоа што се плашат дека после ќе ги тепа, ќе ги малтретира.
А јас еве не му се плашам и кажувам јавно дека во Моцарт ги малтретира играчите и дека вработените се малтретирани од нив и никој во Моцарт не прифаќа да биде обезбедување затоа што сите му се плашат. Во Битола во Моцарт, во казиното, подолу од Битоил на кружниот тек. Никој не прифаќа да е во обезбедување во тоа казино затоа што се плашат од Игор Ангеловски. Да, Игор Ангеловски беше заедно со мене во притвор, лежевме заедно, бевме добри другари, се дружевме во затвор, му купвав цигари во затвор, му купвав апчиња и спомисан за стомакот да не му се дуе во притвор, му купвав кросани 7 days, сака да јади многу кросани 7 days. И после мене ме пуштиат во домашен притвор, тој продолжва во притвор додека дојде до судење. Го осудуваат, го преместуваат во затворен дел од затворот, па оди во полуотворено. Јас после 3 месеци од домашен притвор ме враќаат во затвор да се одлежам казната уште 3 месеци. Заедно внатре се дружиме, во затворот беа малтретирани затворниците, имаше многу пријави против него во затвор и во затвор командирите не превземаа мерки против него, затоа што и самите командири го почитуваат, и неговиот татко беше најак, еден од подобрите адвокати во Битола, сега е починат, лесна да му е земјата на неговиот татко. И тој заради тоа, му се плашаат, имат почит кон него и кон неговиот татко, дека беше еден од најдобрите адвокати во Битола, и затоа го почитуваат и командири, и полиција, и суди, и се, значи премногу големи врски има, а затоа апелирам до Тошковски, до министерот за внатрешни работи, да провери во Битола што се дешава со овие кои што изиграваат шерифи низ градот и малтретираат луѓе, мада и мене ме малтретираат и моето семејство, и ни бараат 10.000 евра да му изброиме, затоа ако не ќе бидеме спакувани во црни вреки, ќе ме остават во дворот и ќе ме тепаат и ќе бидам малтретиран, заедно со неговиот другар Рамон Ќазимов. И проблемот започна со Игор Ангеловски кога ми се јавува мене, јас дори бев во домашен притвор, ми вели пушти ми по такси 300 евра. Јас со еден збор во ред брату од почит кон него, му праќам 300 евра по такси, командирот не знам се дали командирот или ги пикнаа на црно тие пари до него, стигна во затвор во Келија, не знам како, но е лесно, телефони влегува внатре, дрога влегува во затвор, не па 300 евра. Му ги пратив 300 евра, не знам, сам или командир, некој од командирите му ги однесе тие 300 евра, или некако ги пикнеа, појма неам како, или па некој од отворениот дел ги зеде преку мрежата, па преку кујната, па стигнеа до него. Важно, јас му ги пуштив тие 300 евра на Игор Ангеловски, ми рече на борч, во ред на борч. Јас не ми сакав да ми ги врати и после тој си почнам. Дај ми толку, дај ми толку, дај ми толку, дај ми толку. Јас само му давав. Излегов на слобода. Излезе на слобода, пак идеше, ми бараше 10.000, 5.000, 1.000 денари. Дај ми 2.000 денари, знаеш, во криза сум, гориво неам во колата, цигари да си купам ритко вака, така, брату, те поштовам, знаеш, на заедно во затвор. И така неколку месеци, и јас сватив дека ало човеков јас имам уште еден кој што го ранам. И јас му се јавив, ми вика дај ми 200 евра. И му велам, јас не можам тебе да дам, му велам пари, ти не ми си брат, јас имам семејство дома кој што треба да си го гледам, кој си ти да ти давам пари само тебе секоја недела. И тој пичка ти одна мајка ти ѓуп ти неден ќе видиш, ако те најдам ќе те искрашам од ќотек, седа ти ебам вака така. Јас го затворив телефонот и не сакав да го пријавувам, затоа што сепак го знаев каков е, ќе се смири, ќе ми се јави. После една недела ми се јавува, ми се извинда. Пак се мириме и така пак пари, пак не му давам, пак ме пцуеше. И веќе пола година јас немам контакт со него, но постојано ме бара низ улици, еве дојде ден да дојде дома кај мене, да му се закани на мајка ми, на жената, на тетка ми, заради тоа дека јас му сум борчел 10.000 евра него. Има многу кривични дела.
Има многу кривични дела кои се водат против него и не знам како е на слобода. Не знам како е на слобода. Има многу кривични дела против него кои што се уште се водат, уште не се решени, уште се излегува на суд за тие кривични дела негови и не знам зошто уште е на слобода човеков. Рамон на својот Инстаграм профил биле повикани од страна на некои твои провокации. Еве ја бе мојата провокација. Не знам ни како ја свати ова провокација дека е за нив. Кажете ми дали овде се тие спомнати со име, со презиме или јас овде си правам мајтап дека јас ќе направам своја екипа, ќе се тетовирам сам и ќе тепам секој низ битола и мојата екипа и ќе се курчиме низ битола. Еве го тоа што го. Последно нешто размислувам да си стетовирам цел парче да се направам, да соберам екипа од 15-20 души, да си стетовират и тие цели парче да се направат, да ги плаќам по 700 евра месечно и да бидиме мафија и да тепаме се низ битола. Лом све да правим. Сега тие гледајки го ова се испровоцирале и дошле кај мене да ме убијат. Каде ги спомнувам, извини? Како они сватија дека уствари ова е за нив? Ало? Добар, на лайв сум, само не знам дали знаеш. Не, никој нема врска со. Не, ајде после лайв ќе средам, ама чекај кој ми се јави. Усвари да бе, големиот син ти знае дека нема врска ништо ова со нив. Не бе, јас ќе му се јавам, са ќе средам. Не, никако, твоите деца немат ништо со ова, јас кажав и јавно дека не се смешани. Оти знаеш зошто ти овие претходно беа со твоите деца и сам ги бунат, мислат дека се уште заедно, разбираш?